Vardar, Velok CHF Champions League champions 2017. Get that trophy, big man! Hold it high! Congratulations, Vardar! Congratulations, Macedonia! Well done! And we will see you again soon. Oh, they are delighted. I'm going to leave you with the song. I'm going to leave you with the celebration for myself, Tom O'Branagoin. Македонија слави. Македонија Скопје се подра кометна треска. Победнички емоции, еуфорија предизвикана од шампионскиот подвиг на ракометарите на Вардар, кои се новите владетели на стариот континент. Како и да биде, кога Македонија е меѓу малкуте земји кои има победничко име во Европската лига на шампиони. Во надпревар чија завршница беше екстремно тешка за следење. Вардар успеа да го совлада големиот Пари Сен-Жермен со еден гол разлика, 24-23. Победничкиот гол беше постигнат буквално на 2 секунди пред крајот, пошто еуфоријата започна. Завршниот турнир во Келн е круна на долгата и исклучително успешна сезона во Лигата на шампиони. Откако победничкија заврши групната фаза, Вардар во четвртфиналето се соочи со германски Фленсбург и со 2 победи над поранешниот европски шампион се избори за првото своје учество на завршниот турнир, каде отпатува со аутсайдерска улога и без преголема еуфорија и помпа, но се враќа со шампионскиот трофеј. Се враќа како најдобра ракометна екипа во Европа. Титулата на Вардар е една од најголемите успеси на македонскиот спорт воопшто. Македонија е само 6-та земја која има победник во Лигата на шампионите, покрај Шпанија, Германија, Франција, Словенија и Полска, и е само 3-та земја по Словенија и Шпанија која има победник во машки и женска конкуренција во Лигата на шампиони. Македонија, радувај се! Од моментот кога во Келн вардарци го кренаа победничкиот пехар, почнаа да се создаваат колони кон градскиот плоштад во Скопје. Ечеа автомобилските сирени, татнеа пукотниците во воздух, одекнуваше шампиони и ој Вардар е македонски. До доцна во ноќта се споделуваше големата радост. Слики кои подсетија на незаборавните моменти врзани за подвизите на ракометарките на Кометел Ѓорче Петров, на успесите на ракометните и кошаркарските селекции. Настапот на Вардар во Келн никого не остави рамнодушен. Играчите на Вардар во вторник ќе пристигнат во Скопје. Повеќе од очекувано е дека ќе бидат дочекани како што им доликува, а градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски најави дека ќе биде организатор на пречекот. По повод освојувањето на европскиот трон од ракометниот клуб Вардар, до тренерот Раул Гонзалес и капитенот на спортскиот колектив Стојанче Стоилов, председателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски упати писмена честитка. Во името на целата македонска дијаспора со чувство на огромна национална гордост и задоволство, ви го честитам огромниот успех. Со одлична спортска игра, силен дух и пожртвуваност, вие ја покоривте Европа. Покажавте како се сака Македонија, македонското знаме и се почитуваат македонските граѓани, чие срце на секаде низ светот чукаше заедно со вашите на секој надпревар на Вардар.
Изразувам почит за играчите заедно со тренерот, кои, иако доаѓаат од земји надвор од Македонија, со своите постапки покажаа како се почитува нашата заедничка татковина. Само напред, херои, вие сте нашата национална гордост. Вие се качивте на највисокото место на европскиот пиедестал и постигнавте досега незапаметен успех во машка конкуренција. Со вашиот херојски подвиг покажавте и докажавте дека на Македонија е местото во Европа, дека имаме спортски тим, го имаме Вардар кој знае како се победува. Така се брани македонскиот национален идентитет и вековното македонско име. Македонија знае како се победува. Ги наполнивте плоштадите, не ги наполнивте срцата, победата се слави низ целиот свет. Вашиот историски успех со златни букви ќе биде испишан во модерната македонска историја. Бог да ја чува татковината. Се вели во честитката од председателот на Македонска алијанса Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски по повод освојување на европскиот ракометен трон. На првата владина седница која започнува во овој момент ќе се распределуваат ресорите и портфолијата на министрите без ресори и ќе се поставуваат заменици председатели на владата, ќе се избира генерален секретар, шеф на кабинет и ќе се воспостават постојните и адхок комисиите во владата за да може да се постават стартните контури на владата, најави премиерот Зоран Заев. Заев ќе ги побара и првите извештаи од министрите кои ќе реферираат. Заев го очекува извештајот и од министерот за финансии Драган Тевдовски и треба да се сочекаат согледувањата за состојбата на буџетот.